Крушево денес е град музеј. Познатите семејства до ден денес раскажуваат за старите времиња, за мумите донесени дури од Цариград со богати мирази, за старите книги по моминските ковчези и предмети што се уште се чуваат по куќите, за роднините во Белград, Египет и Букурешт, за уметниците од светски калибар како Никола Мартиновски, Тоше Проески, чии што роднини и соседи ќе ги сретнете на улица. За познатите крушевски златари кои одамна заминаа на запад, за умните крушевчани кои сега се елитата на нашето општество. Една таква представничка на елитата во нашето општество е гостинка во денешното студио. Добар ден и добре дојде за професор доктор Аспазија Софијанова. Добре дојдовте. Посебно ми е драго што сум ви гостин на темата и што ќе ве можеме да зборуваме за моето Крушево. Јас секогаш го кажувам моето Крушево и за најавата немам зборови. Фасцинирана сум од тоа колку, со каква љубов зборувате, објавувате на социјалните медиуми, со каква гордост кажувате дека сте крушевчанка. Веројатно тоа доаѓа од дома, веројатно тоа доаѓа од домашното воспитување, но и од амбиентот во семејството. Знаете, за све нешто има мултифакториелно и во медицината викаме за да се појави една работа вистински да ја направите со навистина толкава љубов, тоа треба да го носите внатре во себе. И баш сега доаѓам од една конференција во која што говоревме за генетиката и епигенетиката. Значи, ако јас ја носам генетиката, исто така, од Крушево, самиот амбиент на Крушево ја чини епигенетиката. Значи, тоа се фактори кои заеднички ја промовираат уште повеќе искреноста во експресијата на емоциите кога говорам за Крушево и тука нема никаква ниту зголемување, ниту намалување, дури еве сега чувствувам и уште поголема емоција кога ќе говорам, бидејќи во суштина и како карактер сум таков човек. Јас или сакам тоа што го правам, или не сакам, или го работам тоа, или не го работам. Че Крушево представува мотив за моето постоење, креирање, мотив за мојата љубов кон се нешто што постои, бидејќи одејќи таму, па макар и неколку часа, како што во еден период од животот имав немногу време да престојувам подолго и да го почувствувам повторно тој шмек на градот, ама ова лето останав малку подолго, бидејќи имав и цел. И таа цел секогаш ќе ме потсетува, бидејќи понатаму во животот ќе работам неврологија, во мојата куќа во Крушево, спремав, учев, се надоградував и го живеев градот вистински во целосна смисла на зборот. И верувајте ми дека јас сум човекот што е прошета, нема место на земјава каде го немам посетано, ама тоа што ова лето не одејќи на одмор никаде го помина во Крушево, беше како да сум била на 5 одмори од претходно. И веројатно ве потсети на она што велите дека најубавите лета и зими сте ги поминувале во Крушево. Знаете како, таму има еден малку поразличен културолошки пристап кон многу работи. Споменавте семејството, значи клетката е таму зачувана, тој шмек на семејството. Од тука доаѓа едукацијата и љубовта кон многу работи кои нема да ги најдете во модерниот свет, а сепак имаат една навистина голема значајност, бидејќи вие направивте историски осврт пред да седнам и да го говорам. Ова јас историја многу сакам, че Крушево носи една патина, носи една историја, носи нешто валјда во целиот тој воздух, кои не случајно, ете, баш и Крушевското востание било токму таму. Луѓе кои имаат извонреден бунтовнички дух и во исто време извонредно јака дарба за образование, едукација и надоградување и не застанување на едно ниво, туку постојана надоградба на многу нешта, што веројатно е самата клима или како велиме ние авата таму ја дава. Јас како мала се сеќавам и ова лето го возобновив токму тоа дружење со моето друштво од детството, кое навистина остави траен печат. Еве сега ги поздравувам, бидејќи ние одевме по куќи и правевме така наречени визити, што ги немаше, да речеме, во сегашно модерно време. Се дружевме, зборувавме за искрени љубови, зборувавме за искрени дружби, коријата. Едва и чекавме да одиме на Илинден, на музика се викаше тоа. И тука свирките беа
како да ви кажам, мислам, незаборавни. Тука се играше, се пееше, се градеше духот во една сосема друга нетоксичност. Се сакавме едни со други, се поддржувавме едни со други. Јас ако живеам и ова време и ја гледам на вистина разликата, меѓутоа градот сепак го држи тој и понатаму шмек, бидејќи ова лето бев 2 месеци со фамилијата и со родителите особено останав и го почувствував сепак дека таму колку и да сака ова модерно време да го уништи, постојат капки од убава надеж која вибрира и која што ви стои и ве потсеќа на тоа дека сепак има чистина, сепак има убавина во сето она што кога ќе поминете низ таа калдрма, ќе го почувствувате за секогаш. Вие крушевчани сте познати по тоа што се држите заедно без разлика каде и да сте. Тоа се забележува овде во Скопје, се забележува веројатно во сите други места каде што крушевчани се населени и најважно е дека за Илинден доколку сте во можност сте во Крушево. Секогаш сум била во Крушево, освен едно лето кога не бе во државата, не можев да бидам. Значи каде и да сум, знаат сите, за 2 август сум во Крушево. И како се проширува мојата фамилија, ние сите веќе се собираме таму. Мојата куќа има централна позиција и можам да гледам се што се случува и пред и потоа. И од 1 август веќе се спремаме со тие амболи на балконите поставени или флокати, кажано, нели, на влашки, бидејќи доста голем процент од населението се власи и остана тоа така. Традицијата на песните влашки и на песните воопшто и таа една музичка убавина што излегува од нас, на вистина ќе ја почувствувате и по улиците. Тоа не можете никако да го уништите, да кажеме. Тој корен не може да се уништи. Пееме, играме, се забавуваме. И како да кажам, и понатаму стои тој момент на една планинска освеженост која што во секој секунд се чувствува каде и да сме. Ова што сега имаат можност гледачите да го погледнат се дел од вашите фотографии објавени на социјалните мрежи, местото каде што вие ги полните батериите. Да. Еве тоа е токму делот од куќата на моите баба и дедо, кои остануваат, да, ове го отворивме, зетот од мојата керка го направи тоа практично вода имаме ние во дворот. И нели оние класични чешми, еве гледате, тој, да кажем, и намеште од тоа време. И тука е све зачувано, се е реставрирано, се е направено и така сакавме да остане тој шмек од минатото и приметувате, нели, старото дрво или спалната соба на баба ми која има сигурно 100 години, таа никогаш нема да се смени и мислам дека ќе остане на традиција на внуците и на сите понатаму и мислам дека тоа не само што има огромна вредност, јас многу пати странци носам таму, тие се воодушевуваат кога ќе ги видат ковчезите кои што биле старински, нели, имаат исто така од железно направени и со дрвом помешани. Така да гледавме и да реставрацијата оди, да не се изгуби тој шмек. Чардаците 2 остана, скалите и сите тие останати работи и кога ќе влезете веќе ја чувствувате енергијата. И на вистина имало нешто кога луѓето ќе кажат колку значи полнењето на енергијата. Сега ова го гледам за 2 август, кога се качувавме има многу убави работи кои што можете да ги правите, бидејќи Крушево нуди и зимски и летен туризам, и езеро има, и за тоа би можело уште да се обогати повеќе. Дури имавме идеи во разговори со сегашниот градоначалник, верувам и понатаму како ќе се сменуваат или менуваат работите, да имаме можност да го направиме Крушево да се доживува и лето и зима, а посебно ќе го заокружам моментот оваа година што го доживав, а тоа е параглајдерството, бидејќи не знам дали, веројатно знаете, да. Тоа е еве ги фотографиите, тоа е местото каде што можеби меѓу првите 3 во светот. И не знаев дека е така. Ви се исполни желбата? Не само што ми се исполни желбата, еве благодарност до параглајдерскиот тим кој работи упорно и на едукативниот момент странци. Јас мислам дека оваа година кога што видов странци во Крушево и како што видов наполнетост на улиците со насмевки по лицата и благодарност уште еднаш до параглајдерскиот тим Озонер, мислам дека се вика Игор Тодевски, кој што го вела Тантракс, кој што нема да заборам.
Јас сакајки, посакувајки повеќе, а не знаејќи дека сепак ризиците се огромни, ама човек кој што работи интензивно и кој што сака адреналин и допамина, тоа сепак не може секој, го стори тоа баш во тие први 10 дена Крушевска република и така во екот на самиот дух што се случувал и пред вековите, јас исто тогаш прв пат полетав и верувајте дека тоа е на вистина посебно доживување, кое не значи дека треба да имате храброст, тоа само треба да имате добра волја и да имате само малку желба да ја уживате таа природа. Ако може Крушево да го знае цел свет, тогаш еве шанса да ние бидеме дел од светот преку Крушево. Ќе го направите повторно летањето со параглайдер? Сигурно. Јас дури сега мислев, викендот само имам некој конгрес, ама сигурно уште пред затварање на официјалната сезона или пред првиот снег да и се слушнавме вчера со Игор и баш реков ќе дојдам да летаме пак. Кога зборувавте за вашата куќа, за местото каде што го поминувате слободното време кога сте во Крушево, ги спомнавте и мебелот кој што е од вашите предци, баба, дедо. Да. За Крушево е карактеристично тоа што се прават нови куќи секако. И секое време се носи свое обележје. Но сите оние кои што имаат куќи од нивните предци, не само што ја задржуваат внатрешноста, туку ја задржуваат и оригиналната фасада, онака како што била некогаш. Па тоа е, впрочем, шмекот, знаете, има уште едно градче во Грција, кое што се вика Мецово, има и други такви малечки места кои што се мали градови и кои што ја има таа, веројатно сите знаете и го учевме во географија дека Крушево е највисокото градче на Балканот. На Балканот. На 1350 метри надморска височина се наоѓа и навистина таа е сега да не зборувам од медицински аспект колку е важно и колку е добро и за децата и тоа дефинитивно е воздушна бања која еве и разговараме и размислуваме можеби да се направи понатаму некоја, како да кажам, еден вид лекувалиште кое што ќе може да влие многу позитивно и за децата кои што имаат одредени болести и за други наменски потреби, бидејќи не само параглайдерството, езерото е одлично, езерото оваа година послужи да ги спаси сите пожари, од тука доаѓа хеликоптерите и практично како централно поставено место послужи, бидејќи тоа езеро има и своји природни извори. Ако тоа убаво се обработи се како изворите на Свети Наум, јас колку уживам во тоа и таа стаза на шетање навечер и се сеќавам дека ова лето имав навистина можност тоа да го правам. Прво спокојот и мирот што го дава градот. Тоа не можете да го доживеете тука никогаш. Одењето кон езерото, тоа е етниот дел, тука ви е жичарницата и ски лифтовите и голема благодарност, ние сме и роднини со моите драги или кои што веќе ја направија панорама кој има еден од најубавите видиковци нели на самиот град и на споменикот. Пота тука е Монтана, а веќе оној дел кој што беше минатиот Илинден, да кажам, или бивши Илинден, веќе слушнав деновиве дека е купен и дека и од него ќе биде хотел кој што ќе може да прибира многу странци, многу наши гости кои ќе имаат можност да уживаат во сите сегменти на зимските спортови, од каде што доаѓаат и олимпиците, кои што ќе може да уживаат и во летниот спорт. Јас се надевам дека езерото ќе се направи така да може да имитира или да биде слично барем на некој од езерата каде што ќе можеме да се релаксираме. Да има услови за пливање. Има услови за пливање, но да имајте можности како да кажеме еве да се седне некој кафич или некој кафанче, тоа ми беше баш интересно, бидејќи мислам дека сите ќе сакаат да одат таму. Тоа има и природа и езеро. Потоа тука е и Шула Мина и од таму е патот кон легендарниот наш Тоше, каде што навистина е преубаво направен манастирот Преображение и тоа е целиот тој спојне на духовност, која што се чувствува, мислам, не знам како да ви објаснам. Јас сум човек кој што го сака модерниот живот, кој го сака модерниот свет и го живее во исто време. Но кога ќе го купите тој мир таму, па макар и за неколку дена, верувајте дека трајноста останува во себе и ви нуди навистина желба. Таму антидепресивно делува, значи доаѓањето само и гледањето на тие куќи
едно добар ден кога ќе ви се каже, тоа со љубов е кажано. Имате една црквата Свети Никола и Влашката црква Свети Јован. Со најдобриот иконостас. Јас често пати знам да ги посетувам тие духовни светилишта, бидејќи народот таму е растен во тој духовен, да кажам, културолошки мириси се чувствува таа духовност и таму. И сега да не заборавам тие споменици кои ќе ги видите, потоа Монтана, а Монтана има еден па друг шмек, еве сега слушам и се прави базен, од каде што ќе може исто така да се гледа цело Крушево, па ќе можете да споите вода, која што значи живот, да ја гледате природата која го дава животот во исто време, да ги гледате куќите кои потсетуваат дека имало минато и има иднина која што само малку треба повеќе да се има волја и да се има едноставно можеби една реклама малку повеќе за да може градот да добие вистински шмек на еден светски град. Добро е што голем дел од оние крушевчани кои што заминаа од Крушево, а се да речеме овде во Македонија, направија некакви објекти во Крушево кои што служат за издавање, значи мали хотелчиња, мотелчиња. И тоа е за поздравување затоа што вие сте едни од ретките кои што, кога велам вие, мислам на крушевчани, сте едни од ретките кои што не забораваат да му вратат народното место некако. Преку изградба на куќи, реновирање или пак некакви објекти кои што ќе бидат за доброто. Знаете дека сега ме потсетувате додека говорите, јас обично никогаш не се спремам, ама Крушево е мала Швајцарија. И таму можете да видите такви мали локални градчиња кои што го носат шмекот на планинската убавина, нели и она асоциација што имаме за Швајцарија, тоа е Крушево. Крушево е Швајцарија во Македонија и верувајте дека е така. Тоа што навистина се случува на дел од нас кои живееме тука во Скопје, бидејќи јас сум родена во Скопје, меѓутоа секоја лето и зима сум одела во Крушево. И пак ќе кажам, тоа ме поврзува сигурно и на младоста и како одиме во поодминати години. Младоста, нели, практично емоцијата и енграмот во мозокот е за да ве потсети на убавите нешта кои лачат нешто што вас ве прави среќни. Тоа сега го научив учејќи го и проучувајќи го мозокот. Билам, зашто јас вистина го сакам Крушево? И се тоа поврзани нишки кои што мозокот ви ги репетира и бара од вас да се наоѓате во средина и поднебје, кој ќе го мотивира мозокот преку визуелен дел, ушен дел, затоа што и музика, и свирка, и тишината на коријата или понекогаш кога ќе отидете сами во коријата, каде што го слушате звукот на природата, нема побава музика од таа, а да не зборуваме како Тоше тоа го интерпретираше на времето, имаше еден кафич што се вика Планет, и кој што и каде што се собиравме сите, верувам дека ќе заживее истиот, бидејќи таму кога ќе се соберевме, ни во Скопје немало такви журки. Сме останувале до сабајле до касно и ден денес кога ќе се видиме, еден од параглайдеристите ми вика пред 15 години не се сеќаваш дека седевме во Планет заедно. И се ја враќам назад и вистински се сетив. Ама тоа било, значи, една временска дистанца во која не споиле нештата кои на вистина се трајни и убави. И оставаат убав, како да кажам, енергија која ве враќа и ве потсетува на нешто убаво. И ви го прави денот. Одма ви го прави денот. Дали таа енергија која имате, ја чувствувате, еве како за крај на разговорот, се трудите да им ја пренесете на вашите потомци? Морам да ви кажам, вие знаете, јас имам две ќерки, едната е заљубена во Крушево и таа и со незините потомци, тоа се моите внуци, Михаел и Лука, кои морам да ги спомнам. Првото прашање од кога проговорија, едниот особено, вика, кога ќе одиме во Крушево? Завршува приказната, значи детето го чувствува тоа. Дете не може да ви излаже. И неговата најголема желба е Крушево. Другата ќерка која во Лондон, учествуваше во делот како ние постепено така реновиравме делови и реставриравме делови, кај не можам да препознам, ни едва и чекам и верувам дека и странците кои ќе дојдат и да го видат делот од Крушево, тие навистина знаат да ја почитуваат историската вредност на токму тие такви стари објекти. А посебно би заблагодарила пред се на моите родители кои и понатаму нивната желба воспитување што ми има дадено е дека не заборавај кај си, што си поминала во животот
како си пораснала, дај го тоа, пренеси го на твоето потомство, за да знаат да го ценат тие што ќе дојдат понатаму, тогаш кога ќе ве нема вас. Вашите родители треба да бидат горди на вас и верувам дека се... Јас сум на сите, на мојата фамилија многу горда. Но Ја тоа и- го порачувам на сите кои знаат и треба да почитуваат дека сепак клетката е таму. Да се надеваме дека таа клетка ќе продолжи да функционира и во поколенијата после вас, кај вашите деца и кај вашите внуци, па и понатаму кај А ќе правнуците. издржам ја и правнуци, и нив ќе ги научам да го сакаат. Со оваа енергија која што имате, доктор Софијанова, верувам дека е така. Така, така. Јас ви благодарам што Благодарам денес и јас бевте на дел од вас. нашата емисија. Ви благодарам што успеавте директно од Конгрес да стасате навреме. И одам во Тирана на нов конгрес, каде што исто ќе ја представувам нашата држава, таму ми е драго, бидејќи вечер ќе биде отварањето и ќе ме чекаат мене да стигнам, така да верувам дека Крушево мое, бидејќи и Корче е многу слична, еве веќе кога спомнавме Тирана и Албанија, и Корче е многу слична и таму има доста власи. Ќе можам, веројатно ќе најдам некој од колегите, па ќе си направиме разговор заеднички околу Крушево. Така.